Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со извонредни мои соговорници. Еве најнапред ќе започнам од Стојко Стојков, професор по историја во Република Македонија, инаку е ко-председател, знаете, на ОМО Илинден Пирин, потоа поранешниот амбасадор Ристо Никовски и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Добар ден на тројцата. Добар Добар ден. ден. Добар ден и добро вечер. Јас се надевам дека ќе бидам успешен околу овие работи кои не ги познавам. Најнапред ќе зборуваме за состојбата на македонците во соседна Бугарија, бидејќи и најактуелна е таа, мислам, најактуелни се тие работи со Република Бугарија околу промената на уставот, околу правата на македонците во Бугарија, што направија бугарите во изминатите неколку години или месеци, но најнапред сакам да споделам едно видео, една порака која беше испратена од Стојко Стојков и да започнеме со таа порака. Се надевам дека ќе бидам успешен. Март 2023 година се навршват 60 години од почетокот на една нова политика во Република Бугарија. Политика на негирање на македонското малцинство. Политика која што испрати стотици луѓе во затвор. Стотици луѓе беа интернирани, други беа 30 години после почетокот на таа политика, македонците во Бугарија се уште се соочуваат со многу сериозни инципации во општествениот живот. Се соочуваат со говор на омраза кој што не се санкционира, напротив е општествено прифатен. Се етиктирани се како национални предавници, како државни непријатели против територијата на никоја држава, ниту против некој правен систем, ниту против некој политички систем, ниту против правата на други луѓе. Тоа е борба за човечки права и достоинство. Таа борба уште трае. Потребна ни е вашата помош, за да ја продолжиме оваа борба низ бугарските правни институции, низ европските правни системи за одржување на македонските културни традиции во Бугарија. И очекуваме вашата помош. Може да го направите тоа било преку Македонското меѓународно движење за човекови права на чело со Бил Николов, организација која што издржува со нас сите овие години и која што не прекина да се грижат за правата на македонците во Бугарија и да ги помагат. Може да го направите преку друштвото Пирин на чело со Ицо Најдовски во Австралија. Може да се обратите директно до нас преку нашите Facebook страници. Време е за македонска солидарност, за да обстанат македонците во Бугарија да се изборат за базични човекови права. Јас сум Стојко Стојков, ко-председател на ОМО Илинден Пирин и ви се заблагодарувам за вашата помош и подршка. Добро, успешен бев, драго ми е што бев успешен. Стојко, еве го презентиравме соопштението од минатата година, кога се обративте за помош од македонската заедница од Австралија и од Канада. Еве повторно сме со вас, со амбасадорот Никовски тогаш, па сега и Тодор со Светскиот македонски конгрес. Јас би сакал најнапред Стојко да ја образложиш состојбата на македонците во Бугарија. Добар ден на сите. Прво искам се заблагодарам за поддршката што ја давате и како друштво и лично ти сите овие години, бидејќи ние соработуваме колку, може би повеќе од 15 години, повеќе со сигурност. Повеќе. Првото интервју некаде 2005 беше или 2006? Значи, јас кога дојдов во Бугарија беше 96 година. 1996 година. За да, мислам тогаш што јас бев обичен член. Да. Инаку соработката со нашите друштва од страна на нашите луѓе од Австралија, тоа е многу давно. Мислам до неодамна, зашто зборам до неодамна? Всушност цело време, без прекин, македонско движење во Бугарија било поддржувано од две главни заедници на македонците во светот, и тоа е Австралија и Канада. Без нивната поддршка 90% од работите кои што се постигнати немаше да бидат постигнати во тој период. Не го исклучувам тука трудот на сите наши луѓе, пожртвуваноста, меѓутоа да има потреба од помош за да нешто повеќе да се направи секој пат. И многу луѓе тука се во грешка, и тоа намерно се шири од страна на бугарската држава, дека наводно
Република Македонија нас не финансира или поддржува, меѓутоа тоа не е вистина. Тоа не е вистина. Поддршката доаѓала скоро исклучително од Австралија и од Канада, од нашите работни луѓе таму кои што издвојуваат од својата заработувачка за да помогнат на нашата борба. Тоа е вистински пример за македонска солидарност, како што би требало да има насекаде. Бидејќи солидарност е тоа што ја прави една нација нација. И продолжуваме натаму, продолжуваме со борбата. За жал, спрема минатата година до сега ништо се нема сменето. Ништо се нема сменето и последните 20 години. Стојко, сакам и амбасадорот да окаже неговото мислење околу помошта, па после тоа и Тодор Петров, и потоа ќе преминиме на состојбата, како е денешната состојба на етничките македонци во Бугарија. Амбасадоре, колку е важно... Ќе се надоврзам дека не само што ништо не е сторено, не е променето, него е влошено. Нашите во странство, нашата диаспора мора да знае дека Македонија, македонскиот народ живее трагични времиња, е пред страшен предизвик да го избришат или да обстои, и мислам дека секој што може на било кој начин да помогне, треба да се праша. Ако е македонец, треба да размислува за својата татковина каде и да е. Мислам дека ова е апел и уште повеќе ова е крик од пустињата. Или ќе помогнете, или ќе не збришат. Значи, ситуацијата се влошува од ден на ден. Не од месец на месец и од година на година. Од ден на ден. Не примат во Европската Унија. Не блокираат. И што мислите, блокадата од Софија е нивно дело? И само алатка. Тоа се нивни историски синдроми точно така. Ама зад нив стои некој друг многу посилен. Македонското прашање е повторно ставено на маса по распад на Југославија и целта, намерите се да се избрише еднаш за секогаш, да се затвори. Тоа мора да го знаат сите во светот и да бидат свесни дека сега е или ќе помогнат, или ќе одиме сите јабана. Ако еве само еден пример ќе ви дам. Што мислите, зошто Европската Унија не малтретира веќе 25 години, нека биде еве само од 2000 година, кога имаше прва, како ја нарекува, агенда 2000-та година, кога Македонија не беше ставена. Цело време не држат во некоја чекална, не малтретираат, и знаете зашто? За македонски да земат бугарски пасоши. Тоа е политика, тоа е нешто што се спроведе на дело. Што повеќе македонски пасоши, бугарски пасоши Македонија, тоа повеќе бугари. Мислам, бугари под наводници. И затоа сега и таа блокада и се, да утре, нели така, го смениме уставот, внесеме тројански коин во уставот и ќе прокламираат 120.000 пасоши имате издадено, можда и повеќе, и ќе речат по 3-4 души од семејство, тоа се 500.000. 30% населението, Охридскиот договор да важи за бугарите. Што значи тоа? Бугаризација. Ова се случува во Егејска Македонија, ова се случува во Пиринска Македонија. Тоа е трагедија. Полека во Пиринска, тоа подобро те го објасни и го кажа всушност и Стојко. Во Пиринска Македонија македонците се во еден добар дел веќе избришани и асимилирани, разбирате. То пало едно ѓубре од Историската комисија, вели 2 милиони сме ние. И тоа е едно ѓубре кој е поголем бугарин од сите бугари, тврди дека нели нема македонци, дека ние сме измислица и дека сме некој етнички инженери и така. Ако сега не им помогнеме на само уште една реченица, ако сега не им помогнеме на македонците, работата ќе биде завршена. Отворивме клуб во Благоевград. Не може да функционира. Ги истера, разбирате. Треба да купиме таму простори. Никој не им дава под кирија. Затоа што знаат дека се македонци, таму има политика, таму има тајни служби. А нашава држава ништо не помага. Синоќа подготвувајќи за оваа емисија го читав член 49 од уставот. Вика има држава да ги помага државјаните кои живеат во странство, кои се привремено во странство, диаспората нема ништо за малцинство. А малцинствата се наши главни. Диаспората е друга категорија. Така да, ако сега не помогнат нашите од Австралија и од Канада, после тоа може да ставиме крст на све македонско. Господине Петров. Поздрав до соговорниците, професорот Стојков и амбасадорот Никовски, се разбира и до водителот и до слушателите на оваа македонска радиопрограма 3 пати Z.
Светскиот македонски конгрес перманентно ја поддржува борбата на македонците во соседните земји на државата Македонија во унапредувањето на нивната положба и права и апелира за финансиска помош во остварувањето на нивните слободи. Очекуваме средба на делегација на Светскиот македонски конгрес со председателката и премиерот. Покрај донациите од македонците и македонските здруженија во светот, предлагаме владата да формира посебен фонд за македонците во соседните земји во светот, кој ќе оперира со финансии од буџетот на државата. Не е греф и срам Македонија тоа да го прави, како што тоа сите околу нас го прават, па и Бугарија, формирајќи бугарски друштва со материјална и финансиска помош. За жал, Македонија многу малку тоа или воопшто не го правеше во минатото, затоа што со договорот Заев Борисов од 1 август 2017 и спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година, марионетските влади во Македонија се откажаа од македонците во соседните земји и во светот. Работиме на итно и безусловно еднострано раскинување на овие два договори и за Светскиот македонски конгрес не постои диаспора. Светот е глобално село, дестинациите се релативна димензија во споредба со новите телекомуникации и технологии. Ние зборуваме за македонците во светот и за македонскиот свет како систем на универзални културни вредности. Во таа смисла еве и оваа порака од оваа радиоемисија до сите во секој случај кои што можат и колку што можат да помогнат на Сдруженијето Омо и Линден Пирин во остварувањето на нивните права и слободи во Бугарија. Јас се гордеам со македонците кои се вклучени и кои беа вклучени во минатото за помош на македонците во соседните држави, како што беше и во Албанија и во егејскиот дел на Македонија, но се уште кога правам споредби, ова сакам да го кажам и за нашите слушатели, кога правиме споредби на кое ниво е еврејската заедница овде во Австралија, албанската заедница во Европа или пак во Америка, италијанската заедница овде во Австралија, како помагаат со огромни финансиски средства и како се силно организирани и со сопствените и со матичните држави, а и со нивните луѓе кои се во соседните држави, кои ги имаат како малцинства. Јас уште еднаш ќе ги повикам македонците од Австралија да помогнеме на македонците во Пиринскиот дел за нивните идни потреби сега кои предстојуваат, за кои јас ќе го замолам професорот Стојков да образложи. Ситуацијата овде се нема сменето како политика, само се засилува политиката, меѓутоа таа квалитативност е истата. Еве сега денеска пристигна ново одбивање од страна на Окружниот суд Благоевград за регистрација на Друштвото на репресираните македонци во Бугарија, кои што биле по затворите на Бугарија за време на комунизмот и поново се одбиени. Тоа е можеби 20 или можеби 30 одбивање само на ова друштво, а имаме безброј такви одбивања. Македонците овде не може да регистрираат најобично друштво, за да може да учествуваат во културниот и општествениот живот. Да не зборуваме за партија. За едно друштво ви требат 5-6 души, за една партија ви требат илјадници. Замислете колку потешко е тоа, но не можете дури и друштво да регистрирате за да може да нормално да работите. Клубот кој што со помош на друштвото Пирин од Австралија го финансиравме доста време да постои, всушност требаше да затвори. Една од причините, главната причина беше што собствениците не дека не сакаа да го дадат, да го издадат под кирија, напротив, сакаа многу, бидејќи ако отворите веб страната на градот Благоевград, каде што се издаваат станови под кирија, ќе видите дека има безброј станови, луѓе што нудат нивните станови да бидат земени под кирија, бидејќи има премногу такви и премалку луѓе ги барат.
Значи има глад за луѓе кои што би земале простори под Кирија, меѓутоа луѓето беа исплашени многу силно од службите за безбедност, беа заплашени, тоа беа две жени сами и тие кажа подобро да не добиваме никакви пари отколку што да си ги имаме проблемите кои што ги имаме сега со вас. И мора да напуштат и никој не смее никаде да даде таква просторија под Кирија, така што клубот затвори. Удржуваме клуб во Гоце Делчев, ама и тоа не е лесно, бидејќи среќа што таму е приватна просторија на наш човек, кој што е согласен, но надвор од тоа не може да најдеме, пробавме, баравме во Сандански на други места, исклучително тешко е тоа сега. Се создаде една атмосфера на страх каква што порано немаше. Иако имаше и порано иста политика како сега, но немаше таков страх меѓу луѓето толку голем да не смеа дури една просторија под Кирија да дадат на луѓето. А паралелно со тоа се тече процес на асимилација. Луѓето, бројката на македонците полека се топи, нели, еве бугарските националисти и дури државници не кријат својата вера и надеж дека кога овие постари луѓе кои што помина низ затворите на Бугарија и кои што тоа име животна определба, кога тие ќе се заминат, дека тоа движење ќе се распадне и кога веќе никој нема да зборува да го крева гласот на македонците во Бугарија, на некој начин тоа прашање ќе се затвори. Нив не е страв што се уште има луѓе со македонска самоопределба. Многу пати во разговори со наши луѓе им сугерирале: "Бе, ти биди си македонец, ама ќути си." Не го кажува тоа гласно, кој ти пречи? Тајно биди си македонец, што сакаш биди тајно. Ама никој да не види, да не слушне, да не се знае дека има македонци. Тие сакаат тоа прашање задолжително да се затвори. Комитетот на министрите, кој што ја притиска Бугарија, да запре да ја притиска, тоа е притиска заради нас, да запре да се интересира странство, различни правозащитни институции и организации да пишуват за македонците во Бугарија, воопшто да се наметне нивната позиција дека во Бугарија македонци нема и не може да има. Тоа е основата на бугарската политика. Ние треба да исчезнеме прво од јавноста, никој да не гледа, после тоа да исчезнеме и како луѓе и да си го реши Бугарија прашањето со нас. Тоа е суштината на бугарската политика и гледаме дека таа се префрли и врз Република Македонија. Блокирањето на Македонија за влегување во Европската унија исто има корен во иста таа политика. Ако би можеле да натерат, бидејќи тоа е едно од главните барања, Македонија да каже дека нема македонско малцинство во Бугарија, тоа би било огромен удар врз моралот на нашите луѓе што се борат и кој што нашата борба се подпира именно на моралот и на етот на овие луѓе кои што не сакаат да се откажат, не сакаат да ја остават борбата. Меѓутоа, ако бидат предадени и така и од грб, тоа можеби ќе ја скрши волята на овие луѓе да се борат. И тоа е тоа. И тие сите закани против Македонија, сите овие години што измина, има за цел Македонија да не помага на македонското малцинство, како што Бугарија прави за бугарските малцинства, но Македонија да не помага за македонското малцинство, да биде оставено тоа само. И така натаму, мислам, целата политика, тоа амбасадорот добро каже, тоа е една смислена, организирана, целосна политика на задушување, на згаснување, на уништување на едно малцинство, за да може едноставно да не нема. Но вие за да ги реализирате вашите активности, за да одите во Страсбург или да одите по европските судови или во Софија да поднесете тужби, нормално дека ви требаат финансиски средства, нели? Апсолутно, мислам за не само за клубови, но и секое едно баране за регистрација на организација. Било да е тоа во агенција за впишувањето, било после тоа да е жалба пред окружниот суд, пред понатаму наглава пред апелативниот суд. За сите тие работи треба да се плаќат адвокати, има административни трошоци, има патувања, има многу други работи и сето тоа си кошта пари. Кај нас нема човек кој што работи да добива плата. Мислам, ние такво чудо сме немале. Сите работат бесплатно со свој труд, многу пати и свој пари вложуваат, меѓутоа не може бескрајно се издржува ако нема и помош за некои од тие основните работи. И тука дори ние зборуваме за за символични средства, бидејќи буџетот на македонско движење тука обично неколку илјади евра годишно, кој ќе се одбереме сега. Ако наближи 10.000 евра, тоа е неверојатно успешна година за сите. Обично е многу помалку. Мислам, ние се бориме скоро со ништо, од ништо правиме нешто. Така, амбасадоре? Видите, примерите ги дадовте за евреи, за италијани, за не знам кои други. Да не одиме подалеку, да ги земеме албанците за пример. Во 1999 година десетици милиони евра собра, направија револуција и го цепија Косово. Десетици милиони, можда и стотици. Кај сме ние? Никаде не нема. Мислам, во даденава ситуација, бидејќи рекол, веќе ситуацијата е врвка. Нема веќе, ама ќе биде подобро, работи веќе се средат. Нема. Новата власт во Македонија ќе има поголемо разбирање за нашите и во странство,
и во малцинствата, али тоа нема да ја промени ситуацијата, бидејќи велам, се земени обврски јавни, официјални, дека нема малцинства во Соединените земји, што е една историска катастрофална грешка. Мислам дека излез од ситуацијата била и во Австралија, и во Канада, а и во Европа евентуално, да се направат некои, не знам, како фондации или било што, каде ќе се направи една комисија, една група на луѓе, која ќе располага со тие средства, кои ќе се собираат и ќе се дистрибуираат тамо кај што треба. Во контакт со нашите во Грција, со нашите во Бугарија и слично со нашите во Албанија. И велам, илјадници има луѓе наши македонци во Австралија само. Секој да даде по $5, што е смешно, разбирате. Тоа се илјадници пари за кои може да се решават работите. Нашата цел не треба да биде едно клубче што го направивме и што пропаѓа во Благоевград со помош на Канада пред се, разбирате, туку треба да биде да отвараме радиостаници, да не речем и телевизиски станици. Значи, треба да создадеме една економска моќ која ќе ги промени кардинално работите, од корен. Ако вака одиме со некои ситни работи, тој процес на асимилација, на бришење на македонците, продолжува и прашање само кој ќе заврши. И то да бидеме свесни, во Бугарија е хендикеп голем близината на јазикот. Знаете, во Грција се на тој начин сепак на некој начин изолиран, јазикот не е загрозен од грчкиот. Во Бугарија е загрозен македонски. Тие се блиски јазици и луѓето таму главно го користат бугарскиот. Сакал нејќел ќе предеш на бугарскиот и тоа веќе те брише како одвоен народ, како одвоена заедница, како одвоен етникум. Велам, дајте размислувајте што да се направи сега сме конкретно во Австралија, да се направи некоја фондација, некоја, не знам, здружение за помош на Македонија и на македонците, мислам. Нешто размислувајте. Велам, ситуацијата е дојдена до конецот. Се кине или уште некој месец, 2, 3, година, 2, завршува работата. Целта на западните велесили е да се затвори македонското прашање, да се избришат македонците, Македонија да се бугаризира од еден дел, македонците, албанците веќе го освоива тоа што требаше да го освојат, така да тоа ќе биде албанско-бугарска држава во која македонци нема да има. Нема ли овдека македонци, нема да има никаде, разбирате. Така да тоа го сече корен на сите наши кај да се. Тоа бара акција, бара реакција една која, велам, нема веќе да биде, ајде ќе дадеме, ќе помогнеме денес утре. Треба да биде трајна политика, затоа што, велам, ние сме на работа од еден понор, страшен понор, и ако не се повлечеме назад, едната нога ние веќе натре, ако не се повлечеме целостното, ако не застанеме на здрави нозе, работата е завршена. Тодор? Знаете, ако родителите не им остават наследство на децата, а својот имот го раскршма додека се живи, не очекувајте тоа да го сторат комшиите. Истото е и со македонскиот народ. Ако ова е држава на македонскиот народ, Македонија е должна да се грижи за положбата и правата на македонците во соседните земји и во светот. Кој не е крив што гнијат по затвор затворените од настаните на 27 април 2017 година? Македонците во светот собираат пари да им помагаат на нивните фамилии во Македонија, а овде партиите во кои веруваме дека се македонски не носат закон за амнестија да ги ослободат од затвор. Ниту пак ги помагаат фамилиите на еден или било кој друг начин. Истото се однесува и за македонците во светот. И затоа иритацијата. Народи во светот, припадниците на голем број народи во светот се организирани во меѓународни невладини организации, во светски конгреси. Ние 30 години градиме, настојуваме да изградиме перцепција за светски македонски конгрес како платформа за се македонско помирување и обединување, па и за создавање на вакви фондови,
репресијата против тоа е од марионетските влади во Македонија во последните 30 години. Јас бев независен пратеник во Собранието на Република Македонија. Владата предложи информација за одржувањето уште кога бевме два светски македонски конгреси. Парламентот расправаше две сесии со единствен заклучок: Тодор Петров да се затвори, светскиот македонски конгрес да се забрани, со декларација дека тоа е меѓународна терористичка организација. Етикетата терористи наши ја лепат на секој обид за се македонско помирување и обединување, иако тие сладки зборови постојано им течат низаби од усти. И затоа велам, да се организираме, да се обединиме. Историјата оставила наследство, никој во никого да не верува, секој да е против сите, сите против секого, од секого да почнува историјата. Меѓутоа, тоа не треба да биде единствена опција. Знаеме како се собират, овие 30 години се формирали и фондации, и здруженија, и акции за собирање. Вашето радио, 3x секогаш е дежурно за било каква помош, по било кој повод за македонците во Македонија, во соседните земји на Републиката. Меѓутоа, тоа оди многу тешко. Секојаш со дисквалификации, етикетирање, овој украл, тој украл, не давајте и така натаму. На Ицо Најдовски или на Стојко Стојков, да. Па и на Тодор Петров. Тодор Петров. Тоа се дежурни теми, етикети кои во основа има дискредитација и дисквалификација на македонското движење. Ние не сме од небо паднати, Македонија не ја поделили и македонскиот народ со Букурешкиот договор за да се реши македонското прашање, туку дефинитивно да се затвори. Соседните земји на државата Македонија се антипод на македонскиот народ и на темата Македонија. Тие ја поделиле, ја окупирале, извршили геноцид врз македонците, ги интернирале Господ знае каде на својата територија и ги размениле меѓусебно или ги протерале во светот. И сега не очекувајте дисолуцијата на Југославија повторно ја инкарнира темата Македонија и тие се спремни веднаш да го решат македонското прашање. Македонското прашање и македонските работи се без почеток и без крај, бидејќи Македонија е вечна тема. И затоа и двата договори со Заев Борисов и Димитров Кодзијас дефинитивно да го санкционираат Букурешкиот договор од 10 август 1913 година. На крајот на криштата ние бевме сведоци. Бујар Османи и Ганчевска како министри за надворешни работи, од кога увидоа владата во Софија дека договорот од 1 август 2017 не ги исполнува очекувањата дека не постои македонски народ, дека македонците се бугари, дека Македонија е втора бугарска држава, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, на 17 јули 2022 година подпиша анекс как протокол за остварување на договорот од 1 август 2017, меѓутоа тоа не беше ништо друго, туку анекс на договорот. И практично членството во Европската Унија овозможи Бугарија тоа да го наметне, за да во преговарачката рамка на францускиот председател Макрон, сега како понуда за преговарачка рамка за членство во ЕУ од Европската Унија, се бара примена на договорот и на протоколот со впишување на бугари во Уставот на Македонија. Бугарското прашање во Македонија е прашање на историските врховизми. Тоа не е етничко, туку геополитичко прашање, меѓутоа фрлаат многу пари за асимилација, за денационализација во Македонија, за Бугарија воопшто и да не правиме збор. Иако и Уставот на Бугарија има многу одредби за права на малцинствата, меѓутоа нивната преамбула почнува: ние бугарскиот народ го донесовме овој устав, и они се држат дека тоа е граѓански во кој сите се еднакви. Да, еднакви се сите, меѓутоа не постои разлика меѓу национална и граѓанска држава. Националната е всушност граѓанска во која сите се еднакви пред уставот и законите. Меѓутоа Бугарија си ја има
нивната ренесанса за возобновување на Сан Стефанска голема Бугарија и тоа перманентно го прави. Се додека оваа влада на Македонија не стави точка и не побара од меѓународната заедница директно да се инволвира во човековите граѓанските права и слободи, ние колку и да се ме организирани, нам ова држава ќе не обструира државата Македонија, мислам актуелната било која влада во Македонија, а нашите обиди секогаш ќе бидат Добро. без целосно и трајно решение. Добро. Веќе го отворивме, ја отворивме таа тема и двајцата кој било може прв да зборува. Сегашните обиди на владата да не го отвори уставот и силните напади од Бугарија да се внесат бугарите во уставот на Република Македонија. Еве Стојко, зошто е Стојко тоа толку силно барањето а пак вие рековте дека македонците во Бугарија тивко и скришу можат да бидат во темница македонци, а не да бидат гласни. Додека спијат. Може да бидат македонци додека спијат. Зошто е така реципроцитетот, Стојко? За Бугарија е многу важно ова прашање зошто. Затоа што план А што им беше, а именно директно да наметнат Македонија да смени историскиот наратив во учебници и во се, директно не помина. Европа не ги разбра, како што сами кажуваат, тие нивни историски барања, затоа сменија наводно на човекови права. Веднаш тогаш се појавија и проблеми во наводници, нели со одделни бугари во Македонија. По порачка се појавија веднаш проблеми, пред тоа 20 години немаше, а сега веднаш се појави кога им притреба на бугарската власт. И зошто го инсистират на внесување во уставот? Прво тоа може да го објаснат пред Европа, како некаков вид барање. Но второ тоа, како што јасно кажа, тоа не е затварање на барањето, тоа е само почеток. Значи, Македонија ќе започне преговори како ќе ги унесе евентуално бугарите во уставот, но тоа ќе е само почеток. И од тука се отварат многу работи. Заедното зборуваше амбасадорот, може да повикување на Охридскиот договор. Меѓутоа има и друга, преку кој што може да се произведат вештачки бугари. Како е тоа? Ќе се повикат на тоа дека има да речеме 150.000 луѓе со земени бугарски државјанства под изговор дека се од бугарско етничко потекло. Имаме закон за равноправност, нели, при вработување. Ќе се бара соодветен процент на луѓе во администрацијата да бидат примени именно како бугари. Кој што ќе значи дека за многу луѓе ќе се отвори можност и интерес за вработување да се пишат бугари. А тие сега се пишуваат албанци, а не да не се пишуваат бугари. Да, така што мислам тоа е. Плюс со бројката на луѓе кои што земат државјанство ќе расте, со тоа ќе расте и процентот и на тој начин ќе се отвори еден процес на бугаризација. Кога еден човек еднаш ќе изврши такво предавство и тоа јавно и ќе заработи од него, после има многу тешко се враќа назад, бидејќи треба да се признае дека извршил предавство. Затоа тука надеша дека тие ќе продолжат да бидат така. Видите, тоа не е нешто ново во бугарската политика спрема Македонија. Тоа е историски од самиот почеток Бугарија го применувала. Тоа го критикува и уште првата книга што е издадена од ВМРО, некогаш зборува имено за тоа. Дај ми пари, ќе се чинам бугарин. Бугарската екзархија дава пари и купува народност, ама народност не се купува, ама сепак се купува. Затоа што многу луѓе кои што тогаш примиле пари за да се чинат бугари, добиле стипендии, добиле вработување и така натаму, нивните потомци денеска се љути непријатели на самата идеја дека постои македонска нација, на Македонија како национална држава на македонскиот народ, и една од причините затоа што тоа го постава прашањето за нивното потекло, го постава прашањето какви се тие, дали не се евентуално родоостапници, предавници, како треба да бидат делени во Бугарија, ако бугарите почнат да гледат на македонците како посебна нација, како ќе гледат на оние македонци што се нели пишуваат бугари. Многу такви прашања се отварат пред такви луѓе, не дека некој ги напаѓа, да се живи и здрави, нека се бугари. Но тие сами се имат мувата на капата и гледаме дека најголеми непријатели на Македонија и на македонското малцинство во Бугарија се именно од македонски средини во Бугарија. Не се тие што се бугари во Бугарија. Главно се македонците и против македонското малцинство најмногу викат оние луѓе кои што се вклучиле некогаш во политиката на Тодор Живков за асимилација на македонците, за нивно негирање. Тие и нивните потомци денес се најголемите гласноговорници против македонското малцинство. Тие кои што поминале од македонска на бугарска самоопределба. И затоа е големиот проблем. Видите што неколку пати беше понудено од страна на Македонија и тоа е разумно решение
сега да се изгласа прифаќање на бугарите во уставот, кој што да влезе во сила тогаш кога Бугарија го ратификува договорот за присоединување на Македонија во Европската унија. Ама бугарите категорично не го сака тоа. Апсолутно не, затоа што тие сакат уште барање да поставуваат. Тоа треба да биде само почетокот, а не крајот. И тоа е тоа. Амбасадоре, амбасадоре, Видите, реципроцитетот. состојбата си... Што имаме ние во Бугарија, а што бараат бугарите во Македонија? Видите, првото прашање логично е, а зошто ултимативно со уцена Бугарија сака да го менува нашиот устав? Ако се даде одговор на тоа, све друго е јасно. Значи, тоа е тројански коњ кој треба однатре да не бугаризира. Тоа е првото. Второто, тука беше спомнат вториот протокол. Вториот протокол не само што е анекс на договорот за непријателство, тој е 2 пати, 5 пати потежок и 10 пати пострашен за нас. Со тој протокол, де факто, нашите забегани идиоти, извините на израз, прифатија како некаков француски предлог, тоа да биде основата за нашето влегување во Унијата, во преговарачката рамка. Дадена е согласност за таа рамка, меѓутоа за среќа уште не е прифатена. Моментално, клучот за нашето раздебитување не е веќе промената на уставот. Туку е преговарачката рамка. Македонија сака да влезе во Унијата и тоа треба да се подржи. Македонија треба да направи се да влезе во Унијата, ама на еден достоинствен начин. Преговарачката рамка де факто е вториот протокол со Бугарија, а тоа значи дека нашиот пат кон Брисел ќе зависи од историската комисија. Јас тука може да ви ги читам деловите од преговарачката рамка, кои апсолутно на тоа се сведуваат и на што Бугарија објективно ќе инсистира. Со таа преговарачка рамка Македонија нема никогаш да влезе во Унија. Тоа е првиот клучен заклучок. Второто, ако ние утре го смениме уставот, и тоа со веднаш да биде во сила, ништо нема да постигнеме. Затоа што промената на уставот е само додатна алатка на бугарите како да не разнебитат. Суштината е преговарачката рамка. Со таа преговарачка рамка каква што е, нашето напредување ќе зависи само од резултатите на историската комисија. А историската комисија нема никогаш, во никаков случај, да даде било што позитивно за Македонија. Наша историска грешка и глупост кардинална е што прифативме историски не знам какви комисии и со Грција и со Бугарија. Тие не се туку така да ставени таму. Нивната цел е да не збришат на еден елегантен начин. Знаете, војна на Балканот повеќе нема да има. Има ли војна, доаѓаат русите. Доминираат американците, тоа нема никој да го дозволи. Затоа Македонија ја реновираат, да речеме под наводници, ја редефинираат целосно на внатрешен начин со внатрешни сили. Тоа што Бугарија го застапува денеска, дека нема македонци, дека нема македонски јазик и се друго е трајна политика. Македонија мора да оди на радикални промени, бидејќи треба да се обидуваме формално дека дајте да најдеме некој решение, меѓутоа решение нема. Тие префрлија топката во Брисел, одстапка нив нема и Македонија, ако сака да оди напред и да излезе од ќорсокакот, мора што побрзо да го откаже вториот протокол. Го откаже ли тој катастрофален протокол, автоматски паѓа во вода и преговарачката рамка, која ми е апсолутно катастрофална, и паѓа во вода и промената на уставот. И двете тие наши, да речем, замки околу вратот произлегуваат од вториот протокол. Ако тоа не го направиме, велам, секој ден да го менуваме уставот, да ги ставиме сите бугари и овдешни и тамошни во уставот и лично да го ставиме и Борисов, не Борисов, него Радев, ништо нема да направиме. Македонија мора да оди на радикални промени, првиот чекор е откажување на вториот протокол. Ако одиме веднаш на откажување на договорите, ќе се сочиме со жестока конфронтација на сите, дали договорите не се ништо бесмртно, не се никаква Библија, ама во принцип
ќе не удрат по глава договорите што ако ги откажеме. Со откажување на протоколот ние го решаваме проблемот, а последователно ќе треба да се врши ревизија на Охридскиот договор, односно на нивици и на некој начин да се евентуално и откаже овој договор за непријателство. Али тоа се второстепени етапи и чекори. Првиот, клучен, ако не го направиме со откажување на вториот протокол, Македонија оди прудолу и ништо нема да ја спаси, ни Свети Петар да ни помогне. Добро, Тодор, кога еве Македонија во една тешка состојба, како што кажавте, јас сакам пред да одиме на стражата на Али Ахмети пред Уставниот суд за во среда, сакам уште збор-два да кажете за состојбата во Европа, односно во Европската Унија или пак пошироко малку. Знаеме дека она што Франција бара од нас, кај нив Макрон стои на стаклени нодзе, владата негова, односно тој нема подкрепа од пратениците во палатата. Истото се случи во Германија. Имаме избори сега бргу во Германија. Завчера нели во Романија се смеша Уставниот суд ги пониште изборите за председател кој веруваме дека беа демократски, меѓутоа бидејќи се избра човек кој не е по нивна волја и сега ќе Уставниот суд ќе работи. Молдавија е на работ на исто така на граѓанска војна. Грузија веќе е. Не сакам да одиме далеку за во Сирија, затоа што не тангира многу Сирија, далеку е. Но овде овие држави кога самите себе внатре, како и Британија која излезе од Европската Унија и зошто како орли се навјасани над Македонија да се турни Македонија во Европската Унија, меѓутоа не како што сака македонскиот народ. Тодор? Па, сака да го затворат македонското прашање. Едно време, ако се сеќаваме, се формира една демократско-републиканска унија во Македонија, чиј председател беше Доста Димовска, умре како директор на Македонскиот информативен центар во Софија, кај незината мајка Бугарија. Не криеше дека зад програмските цели на оваа унија стои Американската амбасада во Македонија. Од амбасадата на Калето тоа никогаш не го демантира. Незината проекција за рекомпонирање на државноста на Македонија да се затвори македонското прашање и бидат задоволени апетитите на соседните метрополи после Балканските војни и Букурешкиот договор, беше Македонија како Швајцарија на Балканите со 4 кантони во кои има мнозинско албанско, српско, бугарско и грчко население. Македонија со се само без македонци. И тогаш би било прифатливо името Македонија за оваа територија како држава. Меѓутоа, после дисолуцијата на Југославија, се отвори повторно македонското прашање, темата Македонија, и инкорпорацијата на културата и историјата во соседните земји како државна култура и историја во Бугарија, Албанија, Грција и Србија, наметна агресија од сите страни по сите основи да не снема. Дел од тие договори за да не нема се договорот Заев-Борисов од 2017 и Димитров-Кодзијас од 2018 година. Бугарите во уставот е исто како и подметнувањето невестата за која ќе ви кажа дека не е многу, туку малку трудна. Внесувањето на бугарите во уставот на нереципроцитетна основа со македонците во уставот на Бугарија практично не го решава македонското прашање. Долгорочно Бугарија не признава македонски народ. И ако ги внесете делот од бугарскиот народ во уставот на Македонија, ќе кажат да, сите македонци се дел од бугарскиот народ во Македонија. Значи, перфидно тоа го остваруваат. Оние ја менуваат историјата и затоа да не ве чуди ако го откажеме протокол. Протоколот е анекс за спроведување на договорот. Македонија мора итно и безусловно тоа без многу, како да кажам, размислување да го декларира пред Европската унија и НАТО алијансата.
ако веќе сме таму членка, дека бараме итно и безусловно еднострано раскинување на договорот Заев Борисов и Димитров Кодзијас. Само така може да почнеме услови да создадеме за стабилност на државноста на Македонија. Инаку ние не смееме да заборавиме дека референдумите се одлука слободно изразена волја на македонскиот народ и граѓаните на Македонија, било која влада мора да ја почитува. Референдумот од 8 септември 1991 година донесе одлука за суверена и самостојна држава Македонија без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок, а референдумот од 30 септември 2018 година беше речиси 2/3 од скупниот број запишени избирачи македонци пороти државенство не гласа за членство во Европската унија и НАТО алијансата. Од каде, како да кажем, определбата на било која влада спротивно на волјата на народот е турка државата во сојузи кои апсолутно не признаваат. Значи, таа историја која големите метрополи на западните земји ја граделе за Македонија, создавајќи овде нивни територии како држави, Грција, Бугарија, во кои сите биле запишани како булгари, како грци, и сега после 100 години од таа историја се појавува темата Македонија и мислите ќе ни дадат сите одма права и слободи? Не, ќе не влечкаат во преговори, договори дека овде не се промени свеста, како што Грција ги влечка разговорите и договорите за права на македонците, додека не изумрат сите македонци насилно прогонети од егејскиот дел на Македонија. И ние велиме, сме за добро соседство, со сите соседи, сме за историско помирување на македонскиот народ, со сите соседни народи, сме за договори за траен мир и добрососедство меѓу Македонија со сите соседни држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост. Тоа е членот 1 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации, што подразбира заемно разбирање и почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Ние ја почитуваме бугарската нација како политичка нација со своја културна идентификација, меѓутоа отврламе грубо мешање во внатрешните работи на Македонија. Таа ни ја крои сега историјата, за да не снема и од оваа држава Македонија, и ние очекуваме нешто да се случи. А ако сами не кажеме што сакаме и што народот решил, тешко другите да не разберат. Тие гледат во агресијата по сите основи да не снема. Добро, Стојко, што ќе значи? Ако дозволиш, ако дозволиш мала забелешка. Да. Може? Повели. Мислам, идеално е да ги откажеме и нивици и договорот за непријателство. Идеално е. И тоа де факто расчистува се. Меѓутоа, за жал, Македонија нема капацитет политички, дипломатски, ни внатрешен, ни надворешен за такво нешто да превземе. Прво, таков потек ќе најде не на жестока реакција на сите меѓународни сили, од првиот до последниот, и најдобрите пријатели наши вато ќе не критикуваат, а такви немаме баш многу, а внатрешно албанците ќе направат револуција. Меѓутоа, ние треба да одиме постепено. Знаете, кој ќе војуваш, целта не е да погинеш, него да успееш, али на еден мудар, постепен начин. Ние само така можеме да успееме и да се вратиме. Да не забораваме дека ова што го прави Бугарија, после договорот што го подпишаа, нели така, Заев и Борисов, кој Груевски го имаше 10 години на маса и не го подпишуваше, бидејќи капитулантски, разбирате, и затоа настради го ниште и живот кариерата, разбирате, го подпиша и тој договор во цената не е страшен. Следуваше нивици и кога бугарите видоа што се ние проголтавме, тие тогаш се повампирија, разбирате. И ние, ако сакаме мудро да постапуваме, со потврлувањето на вториот протокол, ние све рушиме, разбирате. Тие два договора ќе бидат во позадина
и нема да бидат клучни. Се друго ќе зависи од нас. Потезите ќе можеме сами на еден одговорен начин да ги градиме, а велам, нашите главни сега непријатели, душмани, кочници, пречки, се она што не уништува е преговарачката рамка пред се и второ е промената на уставот. А тие две работи ние ги бришиме со само откажување на протоколот. Велам, со Добро. мудрост, со тактика и со убава замисла, со убава стратегија можеме да успееме. Во спротивно ќе заглавиме и нема никаде да стигнеме. Стојко, вие како го гледате ова прашање од Бугарија, бидејќи живеете во Бугарија? Ние бевме против овој договор што се потпиша тогаш, од самиот почеток го осудивме, веднаш видовме на каде води, бидејќи живееме овде, ја знаеме и идеологијата која што владее во Бугарија, и политиката што се води, нели, и целите што се поставуваат. Тоа не се нови цели. Уште во 1963 година, кога се става основата на бугарската политика што и сега трае, во говорот на Тодор Живков пред тајниот пленум на Бугарската комунистичка партија, јасно е кажано: ние ќе ја признаеме македонската нација, ама кога ќе се редефинира на пробугарска основа. Тогаш може да се признае. И фактички тие на тоа работат до ден денеш. Така што е јасно не на нас што сака, затоа и го судивме, особено историските комисии, бидејќи беше јасно каква лапка ќе биде и дека Дали се консултира со вас владата, сегашната влада? Сегашната влада, зошто сегашната? Мислам, тоа го потпиша претходната. Да, меѓутоа што може да се прави, дали се консултираат со вас или не? Сега таа влада уште е нова, немало консултации со нас нешто. Нели, се надеваме дека во иднина ќе има, особено за прашање кои што ги тангираат македонците во Бугарија. Ја чуваме надежта. И таква е бугарската политика и ние го осудувавме цело време овој договор. И мислам дека амбасадорот што го кажува е многу мудро, бидејќи особено тој протокол е уништувачки. Уништувачки бидејќи задолжува редовни седници на ова комисија која што е за преговори за историски и резултати од истата, тие се практично дел од целиот систем на напредување кон Европската унија. И тоа е многу лошо. Мислам и да не зборуваме уште колку други лоши работи излегот од тука. И затоа ние сме против по принцип за договорот и особено сме против овие дополнителни протоколи кои што се потпиша и во кои што никаде не се спомнува да речеме ние каде сме ние. Значи Бугарија инсистира за вклучување на бугарите во уставот на Македонија, а за нас практично ништо. Уште полошо иако не директно во овој протокол, но во одлуките што ги прими бугарското собрание, и јасно е кажано дека Македонија треба да се откаже од идејата, дури од идејата дека постои македонско малцинство. Значи не само што нема реципроцитет, има апсолутно спротивност. Бугарите треба да влезат во уставот и да им се дадат сите можни права, а македонците треба да се избришат во Бугарија. Значи, ние не сме против да се дадат права на бугарите во Македонија, ние немаме против тоа нешто. Тоа што ние бараме да има некој ниво на реципроцитет. Да биде признаено македонското малцинство, да ги добие правата што се предвидени со меѓународните акти за малцинските права, да запре говорот на омраза против нас, да можеме нормално да регистрираме организации, да отвориме клубови, да работиме, да запре асимилацијата, дискриминацијата, маргинализацијата. Се тоа, мислам, тоа се нормални работи. Не е дека ние бараме нешто кој знае што, ние го бараме практично минимум. Но за жал бугарската политика е токму таква каква што е. Таа сака да ја редефинира македонската нација и држава и да го затвори прашањето за македонското малцинство. Добро, ајде да се префрлиме. Јас само да додадам. Да. 30 години нашава дипломатија и актуелни влади без капацитет го влечкаа прашањето за името во однетите нации и го затворија со деноминација. И сега мислиме ние дека ќе ги лажеме бугарите, па ќе ги прелажеме на добро поведение, за да ги убедиме дека не сме исто. За Бугарија таа приказна е завршена. Првиот состанок, политичкиот состанок меѓу владите на Европската унија, земјите членки на Европската унија и на Македонија, беше со заклучок: се поздравува потпишувањето на протоколот за спроведување на договорот и се бара впишување на бугарите во уставот на државата Македонија. И сега ќе ги впишеме бугарите, ама тоа да биде на одложено. Тоа е исто. Ја дадоа невестата, не била многу малку била трудна.
прашањето само по себе ќе ја демонтира државноста, бидејќи тие луѓе ќе се ја учат својата бугарска историја која негира постоење на македонскиот народ, а велиме е носител на државноста во Македонија. Албанците, штом ќе го отвориме уставот, с нивните барања ги каже, ако ги пишете бугарите, бараме албанскиот да биде службен јазик на целата територија на државата Македонија. Тоа што сега се случува со закани повторно Имната- војна, ако не ги пишеме и албанскиот јазик како Тоа- службен на Тодор, целата Тодор, територија сакам- во меѓународните односи. Сакам ова да кратко само. Некој ги слушам на овие дебатните емисии и истакнати наши личности тврдат дека со внесувањето на бугарите во Уставот на Република Македонија ќе се направило дистинкција помеѓу бугарскиот народ и бугарско малцинство, односно македонски народ и бугарско малцинство во Македонија. Колку е тоа прифатливо? Ама ние не велиме бугарското малцинство во Македонија да се впиши во преамбулата и членовите 49 и 78 од Уставот. Ние не велиме така. Ќе се впиши делот од бугарскиот народ во Македонија, а за официјална Софија делот од бугарскиот народ во Македонија, освен националните малцинства, албанци, турци, власи, роми, египтјани, срби, бошњаци и така натаму, ќе бидат македонците. Практично па им овозможуваме тоа што го барат, државотворност во Македонија. И Стојко и амбасадорот, збор 2, накратко за ова Не, прашање. види, ова прашање да го расчистиме што го постави, тоа е клучно. Наши будалетинки, и то кои се високо на општествената листа, хиерархија, тврдат дека со внесување на бугарите во нашиот устав, како малцинство, велат, бугарите не барат како малцинство, барат како конститутивен народ, тоа е првата разлика. Ќе сме го надминале проблемот, ќе би значило автоматско признавање на македонците. Па тие немат грам памет во главата, разбирате. Тоа би било така ако во бугарскиот устав стават македонци, тоа ќе биде признавање. Ние што ќе би ставиме бугарите во уставот, па ние не ги негираме бугарите, за нас тие постојат. Прашање како тие ќе го тумачат тоа бугарите, и ти убаво кажа тоа. Бугарите во уставот ќе значи дека сите сме бугари, разбирате. И тоа треба да биде следниот чекор, затоа што да бидеш конститутивен народ, зашто аспирираат и албанците, значи да се основачната држава. Конкретно за бугарите, тие ако влезат како конститутивен народ, што е апсолутно неприфатливо, што е историска и катастрофална, флагрантна грешка, разбирате, тие ќе кажат па во 40-тите години како фашисти ние го ослободивме, ние сме, значи, кога се остава државата 44-та година, ние сме од тогаш дел на македонскиот устав и ние од тогаш сме дел конститутивен дел. И велам, тоа е исчекор директен во бугаризација на македонците и не сме во никој случај се дозволи. Да. И велам, Тоа е тие во кратки будалетенки црти, кои го да. тврдат тоа, не сваќаат дека фудбал се игра за да даеш гол, а не за да примиш гол. Ова, ако ги ставиме бугарите во уставот, тоа е примен гол и тоа со еден Автогол. извонреден волеј. Ба, еве ние владата вели ќе ги впишеме бугарите заедно со словенците, харватите и евреите, иако евреите како еврејска заедница се инкорпорирани во уставот. Меѓутоа во Македонија живее и руско и украинско малцинство. Зошто и нив да не ги вметнеме во уставот? Или тие ни се душмани? Следиме политиката на Брисел во војната на Русија во Украина. Па не ги признаваме ни едните ни другите, а бугарите кои не негират, нив ќе ги впишеме во уставот. Мислам, крајно неприфатливи, неразбирливи состојби. И затоа велиме, играј со чисти карти. Штом играш со скриени адути, играта, прашање дали ќе ја добиеш воопшто. А видовме докај не дотера со името. За другото, Тоа е суштината. Тоа е всушност суштината. Сите други немаат проблем со нас како македонци. А бугарите велат дека ние не постоиме, дека сме бугари. Значи, а тоа е проблемот. Такви синдроми. Ама Бугарија никогаш од тоа нема да се откаже. Затоа што ако признае македонци во Бугарија, прашањето, дилемата кај нив ќе се отвори. Кои се бугари во Бугарија? Признаат ли македонци во Бугарија, нема веќе проблем, прашањето е решено, разбирате. Али не ние да признаваме бугари, ние бугарите не ги игнорираме.
Стојко? Тоа е одговор на прашањето Ицо што го постави. Ние затоа бараме македонците да влезат овде, да бидат признаени како малцинство, бидејќи тоа го решава прашањето. Ако Бугарија признае македонско малцинство во Бугарија, тогаш веќе нема да може да се толкува влегувањето на бугарите во уставот, особено ако се смени како малцинство, бидејќи ова делови на соседен народ е апсурдно, нели? Тогаш веќе би можело да има некоја основа тоа што го тврдат некои аналитичари дека така се признава демек различен македонски народ. Само ако се признае македонско малцинство во Бугарија паралелно. Ако не се признае македонско малцинство и се стават бугарите како државотворен дел од соседен народ, нели државотворна заедница, тогаш не се постигнува никакво разграничување. Тогаш се оди токму на тоа. Ако се види преамбулата, се зборува генерално за македонски народ, нели, ама тоа може да се дефинира и географски и политички. Ако некој секакво толкување може да стави некој внатре. Како демос и како етнос. Да, значи ќе бидеме нешто како старата врховистичка формула. Една географска, нели, македонци како народ и на конкретните народности, делови од народи кои што се наведени внатре, и меѓу нив нема македонци, имате албанци, бугари, турци, како што било некогаш, мислам како сакале. Гледате дека, односно знаете, тука ќе го започнеме крајот на нашето интервју. Во Втората светска војна немаше ниту една албанска чиста бригада која ослободуваше Македонија, напротив беа на страната на фашизмот и на нацистите со Германија и со Италија. Меѓутоа денес бараат да бидат уставотворен народ, без ни една жртва дадена за ослободувањето на Македонија. И сега информацијата, нема да го пуштам тоа, да ја пуштам таа вест што ја слушам, е дека веќе се поставени шатори пред Уставниот суд за среда, што ќе решава Уставниот суд. Што ќе решава Уставниот суд, Тодор? Изразуваме жалење заради злоупотреба на јазичните права за дестабилизација или контролирана нестабилност на Македонија, затоа што реакцијата на ДУИ во врска со оценката на уставноста на законот за употреба на јазиците на седница на Уставниот суд закажана за среда на 11 декември, ја сметаме за неоснована, бидејќи ја манипулира јавноста поради други интереси на ДУИ. Основното е да разбереме и јавноста да свати дека Уставниот суд не го укинува правото на службена употреба на албанскиот јазик во општините каде албанците се мнозинство, ниту ја укинува или поништува можноста за негово користење во органите на државната власт. Уставниот суд го усогласува законот за употребата на јазиците со членот 7, односно амандманот 5 од Уставот, во кој се уредуваат јазичните права во согласност со Охридскиот рамковен договор, а на кој укажа и председателот на Републиката во неговиот допис на 14 страници до Собранието на Македонија од 17 јануари 2018 година, кога не го подпише указот за прогласување на законот, а на тоа укаже и Венецијанската комисија во незиниот извештај од 6 декември 2019 година, во кој се вели: законот за употреба на јазиците е нејасен, непрецизен, конфузен, неприменлив, внесува правна несигурност, го суспендирала деењето на правото, е неконзистентен и значително ја проширува употребата на албанскиот јазик во однос на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, донесена од Парламентарното собрание на Советот на Европа од 10 1994 година и Европската повелба за регионални малцински јазици, донесена од Парламентарното собрание на Советот на Европа на 5 ноември 1992 година, бидејќи ги надминува стандардите на меѓународното и европското право. Инаку за информација, Македонија е потписник на Европската повелба за регионалните и малцински јазици на 25 јули 1996 година. Меѓутоа, намерно и неслучајно таа се уште не е ратификувана во Собранието на Македонија. А зошто не е ратификувана? Затоа што ќе падне во вода законот за употреба на јазиците. Таа Европска повелба подпишана е од 25 држави, членки на Советот на Европа. Меѓутоа, за жал, не е подпишана, не е ратификувана освен од Македонија, од Грција, Бугарија и Турција, каде што
јазичните права не се признават заедно со малцинските. Сметаме дека законот за употреба на јазиците треба да биде поништен. Собранието треба да пристапи кон донесување на нов закон, меѓутоа и да го укине или поништи, останува во сила законот од 2008 година, 2008 година, тогаш парламентарното мнозинство на ВМРО, ДПМН и ДУИ се договорија последното прашање од Охридскиот рамковен договор да се затвори, го донесува законот за употреба на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од вкупното население во општините на Република Македонија. Меѓутоа, во меѓувреме, 2016 година се одржа тиранската средба на политичките партии на албанците во Македонија и во тиранската платформа со премиерот Еди Рама, точка 3 од истата беше да се извршат уставни измени во членот 7, кој ќе да гласи македонскиот и албанскиот се официјални јазици во Република Македонија. Тогаш немаше двотретинско мнозинство да се измени уставот, меѓутоа ДУИ беше во амбициите упорна, не престана во намерата да се промени уставот, бидејќи во владината коалиција СДСМ ДУИ 2017-2020 нема двотретинско парламентарно мнозинство, владата на СДСМ ја прифати претеничката иницијатива на ДУИ и го донесе законот за употреба на јазиците, во кој што барањето за промена на уставот се инкорпорира во овој закон. И практично со овој закон албанскиот стана службен на целата територија и во меѓународните односи на државата Македонија. Уставниот суд на својата седница треба ова да го поништи за да се усогласи со членот 7 од уставот на државата Македонија. Амбасадоре, заканите на Али Ахмети и поставување шатори таму и калашникови ќе предизвикаат страф кај Уставниот суд или зошто сега предвидуваат тие дека го знаат решението на Уставниот суд? Од каде знаат каква одлука ќе донесе Уставниот суд? Може ќе биде во нивни прилог. Ако ми дозволите, ќе се вратам само за секунда на конститутивен народ. Шпански професор по уставно право Хозе Санс Морено објаснува што значи да се биде конститутивен народ. Тој вели, тој нагласува дека ако едно национално малцинство добие статус како конститутивен народ во одредена држава, ќе има право на територијална автономија и на самоопределување до отцепување од неа, како и право на создавање на своја нова држава. Само да се знае. И тоа не го вели наш експерт, не го вели било кој, него шпанскиот. Шпанија нели има поготово комплицирана ситуација со баските и со каталонците, нели? Каталонците и со другите и така натаму. Баските. Но се вратам на вашето прашање. Да. Видите, прво убаво кажа Тодор, од 2008 или 2009 година беше донесен законот за јазиците, поготово за албанскиот јазик, иако така не се викаше како ни после тоа. Меѓутоа, кардиналната грешка е направена во 2011 година, кога тој закон беше 2011. Кога тој закон со амандман, кардиналната грешка е тогаш направена, кога со амандман на албанците во собранието, како председавачи на комисии, им беше дозволено во име на државата да зборуваат албански. Тоа сруши се и финале на тоа е тиранската платформа и новиот закон. Значи, малцинство, било каде да е, нека биде и дел од друг народ, не може да зборува во име на државата на својот малцински или на народност, како ќе го речеме, јазик. После тоа што се случуваше, одеше
Џафери во Страсбург зборуваше на албански во име на Македонија и така натака и така натака. И не само тоа, него министрите во владата зборуваат веќе на албански, така да државата е Дописите се на албански. значи што дамна тоа меморандумите ги правеа министрите, аз од Тирана сум враќал писмо на подпредседател на владата напишано со на меморандум на албански, обаче извините, тоа е надвор од уставот, се крши уставот. Значи тогаш е направена кардинална грешка и трна прудолу све. Сега моментално барањето, шаторите и така натака, игнорирањето на уставниот суд, да разбирате, А се закануваат со војна, се закануваат. Се закануваат со војна. На заканувањето со бојкот пред се, значи игнорирање на уставот, разбирате. Уставниот суд е врвната совестена држава. Уставот е рамката во која живее и функционира државата. Ти ги игнорираш, значи игнорираш се. Така да спречувањето на уставниот суд да ја врши својата функција, а тој треба да работи по закон и по устав, нели така, ништо друго. Значи ти не дозволуваш да во државата се спроводуваат законот и уставот и законите. Ако тоа го спречуваш, ти значи правиш една апсолутно револуција, антиуставна револуција. И тоа треба се спречи. Ако уставниот суд донесе нешто што е неуставно, што е незаконско, прв јас ќе излезам да протестирам. Значи тоа не треба се дозволи. Меѓутоа ти го спречуваш уставниот суд да ја врши својата функција. Значи го спречуваш функцијата на државата и тие суди што ги бойкотираат. Значи тие работат во име на партијата, не работат во име на уставот, во име на државата. Ведам, тоа се работи кои не смеат да се толерираат, али кај нас како што гледаме, тоа се гледа низ прсти, се барат некои решенија кои нема никаде да однесат. Добро, ајде. Јас само ќе Да привршиме затоа што веќе саат и 13. Ќе дополнам. Значи во време на коалицијата ВМРО-ДПМН-ДУИ 2008-2011 собранието го донесе законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа на седница на собранието од 4 август 2008 година. На 15 јули 2011 година, повторно во коалиција ВМРО-ДПМН-ДУИ, беше дополнет само член 3 став 2, кој овозможи покрај пратениците на седница на собранието и на работните тела да зборуваат на својот јазик, тоа право да го имаат и избраните или именувани функционери во собранието. И овој беше последен од серијата измени на уставот и законите за имплементација на Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, во време на коалицијата на СДСМ-ДУИ 2017-2020 и покрај тоа што Заев даваше изјава за да добие мандат од председателот Иванов за состав на влада, дека нема да применува странски платформи, успеа пратениците на ДУИ да предложат нов закон за употреба на јазиците во кој тоа што го бара во платформата од Тирана ќе биде инкорпорирано. Албанскиот јазик станува службен јазик на целата територија во меѓународните односи. И ако стрикно се применува овој закон заради правната несигурност и непрецизност, практично треба сите да шетаме со преведувачи и со слушалки за преведување на глава. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека зошто ова СДС го направи прекјутно овозможи и покрај тоа што председателот на државата не го потпише указот за прогласување на законот, Талат Џафери, како председател на собранието, го објави во службен весник без негов потпис. Заради тоа што прекјутниот договор со СДС беше ќе го објавиш законот за ратификација на спогодбата Димитров-Кодзиес, која председателот повторно не го потпише указот за прогласување на законот, меѓутоа ДУИ вели да, ќе го објавиме тој закон во службен весник, меѓутоа ќе го објавиме и законот за употреба на јазиците, за кој исто така Иванов не го потпише указот за негово прогласување. И така двете закони се објавија на 14 јануари 2019 година. Тодор, сето тоа не е спорно. Законот од последниот закон за јазици, тоа е за албанскиот јазик, де факто е катастрофален и неприфатлив и мора да се менува.
Па Меѓутоа, јас ја кажав, извештајот на Венецијанската комисија е многу јасен. видите, само да се вратиме на 2011 година, со тој амандман. Тогаш е де факто срушена целата пирамида околу јазиците. Во собранието секој албанец, турчин, грк, бугарин, кинез може да зборува на својот јазик, која зборува во име своје и во име на своје на партијата. Тогаш е направен преседан да председавачите на комисиите, председавачите на комисијата зборува во име на државата, не зборува во своје лично и партиско име. Та тие зборуваат на мајчин јазик. Тоа го направи Теута Арифи, таа беше председателка на комисијата за дворешна политика и цело време комисијата ги водеше на албански јазик. Никој од нашите брилјантни македонски умови не го оспори тоа. И тоа заврши со попус, со концесија која го руши системот од државата и доведе до јазикот после тоа, кој државата формално е направи бинационална и е направи пола федерација. Тоа право им се овозможи со Законот за употреба на јазиците од 11 јануари 2018 година, во време на парламентарното мнозинство ДУИ СДСМ. Тогаш им се овозможи и председателите на собранието и на работните тела да зборуваат на својот мајчин јазик. Кој поднесе тужбата до Уставниот суд за да се повлечи овој закон? Светскиот македонски конгрес поднесе две иницијативи до Уставниот суд уште 2019 година, кога се објави Законот за употреба на јазиците на 14 јануари 2019 година во Службен весник на Република Македонија. Има уште 12 други иницијатори. Очекуваме Уставниот суд да го поништи овој закон за да собранието пристапи кон донесување на нов. Меѓутоа и да го поништи или укине овој закон, останува во сила претходниот закон од 2008 година, во кој исто така беа дефинирани со согласност на ДУИ сите јазични права кои треба да важат според Охридскиот рамковен договор. Се разбира, од права никогаш доста. Меѓутоа, почитувањето на уставноста и законитоста е обврска на институциите на власта и затоа Министерството за внатрешни и другите надлежни органи треба да ги преземат сите мерки доколку ДУИ преземе мерки и активности за дестабилизација на државата, за да го одврати Уставниот суд од намерата да го поништи или укине овој закон. Председателот на државата напиша 14 страници за белешки зошто тој закон е неуставен и зошто не го потпишува указот за прогласување на законот. Меѓутоа собранието ги отфрли неговите забелешки, ги отфрли извештајот на Венецијанската комисија од 2019 година. Тогаш дури тогашниот министер за евроинтеграција Бујар Османи отворено кажа: поништувањето на законот во Уставниот суд ќе ја врати Македонија пред војната од 2001 година. Иако Талат Џафери недвосмислено, цинички се обрати до јавноста кога пројде законот. Тие што не се задоволни, еве им го Уставниот суд нека пресуди. Сега не им чини Уставниот суд и затоа е неприфатливо абстиненцијата на двајца членови на Уставниот суд албанци од одлучувањето по ова прашање на седница од 11 декември во среда годинава. Да, ќе причекаме во среда да видиме што одлука ќе донесе Уставниот суд. Да завршим ова, чинам дека е долго интервју, уште еднаш со Пиринска Македонија, со активностите и македонската заедница помошта од кај нас за нив и од Канада и од други места во светот. Стојко? Еве, јас само да кажем пред тоа нешто за тоа што се зборува. Видите, ова држава е создадена преку востание против окупацијската власт на Бугарска. Така, не учествувале бугари во целиот овој процес. За жал, ќе беше убаво има учествувано, така што е навистина цинично да се бара да биде окупатори. Народ, да. И сега, зошто се чудиме сега, дека албанците барат исто, кога тие секако имат поголема основа од бугарите, нели, во таа насока, барем можеби некој учествува, од таа страна никој, ние се лизгаме надолу. Кога даваме, сите почнува да барат,
И кога Бугарија успева со уцени и закани, зошто тогаш и албанците да не го прават тоа? Мислам, тоа е политиката на свитка на кичма, која до каде не води. Сите ќе барат се повеќе и повеќе и повеќе и никогаш нема да може тие барања да бидат до крај задоволени и секој пат ќе бидеме заглавени. И да се вратиме на македонците во Бугарија. Конкретно за бугарската политика спрема Македонија, за жал постоечка политика против македонската нација, вистинска брана против неа се именно македонците во Бугарија, македонското малцинство овде. И нашата борба затоа е трн во очите и затоа толку напор се фрла од страна на државата, нас да не сотре и да не снема. И токму затоа сметам дека обратно, не само што ние треба уште повеќе да се бориме, туку треба сите македонци по светот на начините на кои што можат и знаат да помагат на таа борба, да го свртуват вниманието и на нивните држави, нели, влади и на меѓународните организации кон проблемите што ги имат македонците во Бугарија и воопшто да помагат на било каков начин за да може оваа борба да се засили, да биде уште повидлива, бидејќи тоа е голем проблем за Бугарија. Ако се сеќават, имаше едно интервју бугарскиот премиер Кирил Петков, мислам дека беше по BBC, ако не се лажам, и кога зборуваше за проблемите наводни, нели, таму, какви тој ги наведуваше на бугарите во Македонија, новинарот веднаш му кажа, нели, господине премиер, тука сте на многу лизгава основа, бидејќи македонците во Бугарија имат уште поголема основа. Значи, ние сме навистина еден голем проблем за бугарската политика и нашата борба не е едноставно само за наши малцински права. Дури и така би била доволно достоинствена, но тоа е борба воопшто за заштита на македонската нација и македонскиот народ насекаде. Амбасадоре, Имам една теза јас во врска со ова што го зборува Стојко. Знаете, да нема македонци во Бугарија, Софија не би имала никаков проблем да не признае нас како нација македонска и било каква, разбирате. Нивниот главен проблем, нивниот главен, што се вика, јазол, се македонците во Бугарија. Тој го спомна тој Топалов од комисијата, вели 2 милиони сме ние, вика. Потекнуваме од македонските револуционери, вика, кои, нели така, на времето се повлекоа и се преселија од Грција, од вамо таму, дојдоа во Бугарија. Значи, и замислите, ако тие признаат македонци во Бугарија, тој Живко му кажа на Крсти Црвенковски, вика, пола од политбирото ми се, вика, македонци, не знам, од 300 членови на друштвото на писателите, 100 се македонци, вика, како можам да ги признав? Значи, проблемот е во тоа што тие 2 милиони, ако утре признаат македонци, па може да 100.000 од нив да се премислат, разбирате, да си се вратат во своето македонска заедница. Секој го носи тоа чувство. И тоа е катастрофа за Бугарија. Тоа нема никога да се случи. Апелот за помош. Апелот за помош, видите, најдете начин, формирајте нешто тамо, некоја фондација, нека секој месечно платува, да не речем по $5, што е едно кафе или кафе, веројатно не може да добие за $5. Дајте, организирајте се, ситуацијата е врвка, ако сега не се реагира, ако сега не се врати, и то велам, со амбиции, не само да едни простори да купиме во Благоевград, да имаме клубови низ цела Бугарија, кај што има македонци, да отвориме радио, да отвориме телевизија. Дајте, само така ќе го спасиме македонството. Иначе, вака, само го прифаќаме нивното пропаѓање, бришење, асимилација, али да не биде одма, него нека биде за 3, 4, 5, 10 години. Времето не работи за нас. Или ќе го свртиме тој тренд негативен, или па да си признаеме дека сме слаба нација, не сме кадарни да обстанеме, па нека не бришате, нека не газат. Тодор, и да завршиме. По барање на Сојузот на Сдруженијата на македонците од егејскиот дел на Македонија, собранието од 2008 година донесе декларација за македонците насилно прогонети од граѓанската војна во Грција и владата врз основа на таа резолуција на собранието формира комитет за егејското прашање. Наводно требаше во рамките на Министерството за надворешни работи да се формира експертски тим кој што ќе им помага на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија во остварување на нивните граѓански, наследни и други права во Грција. Меѓутоа,
се формира, изумреа членовите, ни еден извештај не видовме во собранието, а беше должна владата на секои 6 месеци да ги информира пратениците и практично комитетот згасна. Ние сега повторно бараме комитетот да се реформира од новата влада на државата Македонија. Истото ќе го повторам и за македонците во Перинскиот дел на Македонија сега во напорите да им се помогне материјално и финансиски да можат да продолжат поефективно во нивната борба за остварување на положбата и правата. Владата мора да формира фонд за македонските работи, за македонците во соседните земји и во светот. И тоа не е никаков греф и срам, како што другите тоа го прават. Бугарија им праќа амбулантни коли за здравствен преглед на македонците во Албанија, впишувајќи ги во извештај дека се бугари. Ние се плашиме на канцеларија да им финансираме, ќе се мешала Македонија во внатрешните работи. Па Бугарија формира комисија за ревизија на македонската историја, ние се плашиме да ги помагаме македонците во Бугарија. Тоа е основна грижа на државата за унапредување на положбата и правата на македонците во сите соседни земји. И од тука нашето барање до владата, меѓутоа и секако апелот до македонците во светот, кој колку може и како може, еве преку ова радио македонска програма, да им се помогне на Омо Илинден Пирин во постапките кои што ги водат за регистрација, за информирање, образование, културна презентација на македонскиот идентитет таму во Бугарија. Добро, чинам дека долго е и предолго интервјуто, ќе треба да ги емитувам на 2 пати. Јас ви благодарам за овој разговор што го направивме, чинам дека беше мощне силен и пораките се мощне силни од вас тројцата до сите во Република Македонија, па и до македонците во соседните држави и во иселеништвото. Благодарам Стојко, благодарам амбасадоре, благодарам Тодор. Ми беше задоволство. На мене исто. Поздрав до сите.